вечер, почитувани граѓани на Ѓорче Петров, секако ова не важи за еден ваш сограѓанин. Познатиот патописец од Индија, човек кој тера новинари, тепа и навредува пратеници и главен поддржувач на Сокол за уште еден мандат, вашиот за жал комшија Трајко. Затоа, вие почитувани пријатели на 24 март, гласот за Александар што ќе го дадете и за советничката листа е и глас за заминување не само за Сокол, туку и неговиот пајташ Трајко Велјановски. Гласот во Ѓорче вреди двојно за доаѓање на нова локална власт и за заминување на централната власт. Се разбира, после промените се извинувам, ќе изгубите едно од обележјата на Ѓорче. Ќе го изгубите чувениот Трајков бран. Ама затоа децата од Сабајле ќе добијат мир, нема сирени и нема нервоза, сите на време ќе си стигнувате на работа. Почитувани пријатели, читам вчера на вчерашниот митинг на ДПМН, Груевски ја гледал конвенцијата во универзална сала. Ама џабе ја гледал, ништо не разбрал. Тој мисли трупаницата и рушењето на зидот е за народот. Епа за тебе се, Никола, ти го изгради зидот. Народот е трупаницата, народот ќе те урне. Отпорот продолжува додека не го урнеме зидот што за жал го изгради со парите наши. Но како гледам, си ја разбрал погрешно тупаницата и кон кого е насочена, сега сваќам зошто не си имал ни еден бокс меч. Па ти тренерот си го тепал, не противникот. И затоа не е добро што, уствари добро е што не само Груевски што ја гледал конвенцијата. Добро е што сите граѓани ја видеа конвенцијата. Ама видеа што имаше на плоштадот. На плоштадот Амди Бајрам, а на конвенцијата емоции, победничка атмосфера, Пинк Флоид, визија за модерно и европско Скопје. И затоа граѓаните ќе ја дадат и во Ѓорче поддршката за Александар, зашто никако да видат за дела за кои што зборува Груевски. Впрочем, тој не зборува и за дела. Повеќе зборува за Грција, како да е на митинг на Самара си неа демократија. Зашто граѓаните во Кисела јабука се уште газат на окал. Зашто граѓаните од Волково не можат да разберат и не можат да ми објаснат зошто баш до нив стигнал асфалтот, а тие зашто гласале за некој друг, мора повторно да шетаат во кал. Зошто сите тие заедно во 21. век треба мака да мачат со септичките јами. Е тоа се делата на Сокол и на Коце. Калливи улици, темни сокаци, руинирано средно училиште. Почитувани граѓани, од секоја платена комуналија овде во Ѓорче Петров градот добива 60%. И затоа вечерва кога ќе се вратат ќе дома ве замолувам. Погледнете ја вашата околина. Запрашајте се што Коце вложило тие 60% за вас и за вашето мало. Дали тоа не е доволно за промени? Дали тоа не е доволно да ја промениме локалната власт и во Ѓорче и во Скопје? Време е за нов пристап. Време е за градоначелник за сите граѓани и градоначелник во функција на сите граѓани. Градоначелник со визија, градоначелник кој ќе го инвестира секој вложен денар од вас во градот, ќе го врати назад во општината. Почитувани пријатели, јас не можам да ја прифатам реалноста дека 1/3 од Скопје нема соодветна инфраструктура. Затоа, ќе го стартуваме проектот Нулта толеранција за азбестни цевки, септички јами и калливи улици. Ќе го направиме мостот од Илинденска до Ѓорче Петров за да може побезбедно и побрзо да стигнувате дома и на работа. Средното училиште во кое што доаѓа вдучан баскет од Симе, и кога доаѓавме овде во Кочо, така беше овдека, нема ни фаул и ништо кога се игра баскет овде во Ѓорче Петров. Ќе биде ново и ќе биде енергетски ефикасно.
Ние немаме време да го чекаме Ставревски да се договори за провизијата па да донесе гасификација во Македонија. Ние не само ветуваме, ние знаеме да ја направиме гасификацијата и таа ќе ја направиме и ви ветувам. Граѓаните на Ѓорче Петров за парно ќе плаќаат 10% помалку од другите општини во Скопје. Она што пред неколку години го започна Андреј Петров во Карпош, јас ви ветувам дека коритото на Вардар ќе го направам, да можете и вие да шетате, да можете и точак да возите и ролерки. Повторно ќе можете да се покаже дека некој од Социјалдемократскиот сојуз направил нешто за граѓаните. Ѓорче Петров тоа го заслужува. Дополнително, ќе го стартуваме проектот 10. Во секоја општина ќе отвориме градска канцеларија. Не мора да правите дополнителни трошоци да доаѓате до градот. Сите услуги што ги нуди градската власт ќе ги добивате овде во вашиот градски кварт. Покрај тоа, во тој градски кварт ќе има и детско игралиште, уметничко катче, многу зеленило и шаховски клуб за пензионерите. Затоа, ајде заедно да се избориме за иднината. Кога ако не сега? Време и за Александар, време и за Јани, време е за промени во Ѓорче и во Скопје. За Ѓорче, за Скопје, 42, да живее Македонија!